Нема ден да помине без изјава од бугарски политичар на тема Македонија. Не е вярно, че спорваме вашата идентичност. Това е лъжа. Но ова тврдење на шефицата на дипломатијата има дообјаснување од министерот за одбрана. Зашто ти сега тврдиш, че твоята идентичност е од 1000 години? Не е од 1000 години. Тя е след 44 година. Во обид да се оправда ветото, некои тврдења од Софија добиваат комичен призвук, како на понајавата на премиерот Заев дека српскиот јазик се враќа како изборен предмет во училиштата. По-скоро това опровергава някои от мненията, че тази връзка с Русия и Сърбия е била скъсана някога. Напротив, това е идеологията, създадена от тези две държави за македонизма. Скопје пак реши да зборува за рационален наместо емоционален пристап. Се додека постојат тие разлики, ние треба да разговараме, да продолжиме и никако не смееме да дозволиме ова да прерасне во еден замрзнат конфликт. Можен ли е макар делумен напредок пред изборите во Бугарија и што би бил тој? Во Бугарија за 40 дена ќе се одржат парламентарни избори. Неформалната кампања е во полнек. Во обид да утврдиме што е основата за оптимизмот на македонската страна, дека има простор за напредок во разговорите и дека првата етапа кон евентуалниот успех е усогласување на така наречениот акцијски план, 360 степени разговара со Владо Бучковски, специјалниот представник на владата за Бугарија. Повеќе се технички детали, затоа што не беше тајна дека во одговорот што го имаше бугарската страна, имаше од нивна страна инсистирање да имаме пакет во кој нема да биде само планот за заедничко действување или заедничкиот акцијски план, туку имаше обид да се најде решение и за неколкуто отворени прашања кои ние ги детектираме дека се политички прашања за кои ќе ни треба повеќе време и подобра атмосфера. Тоа неколку пати говореше и нашиот премиер, но говореше и председателот Пендаровски. Долгото, краткото име, малцинството, јазичната формула и на крајот систематската борба или мерки што треба да ги има од двете страни против говорот на мразната. Ние мислиме со ова што го правиме во делот на медиумите, ќе имаме на дополнителна алатка, значи со реемитувањето на Бугарската национална телевизија, реемитувањето на сателитскиот канал на МРТВ, можноста да влезат на платформата на Макс ТВ уште 2 или 3 приватни комерцијални бугарски телевизии, со конечно отварање на дописништвото на МИА и со специјален дописник од Софија, и истото го подготвува од 1 март да го направи Бугарската телеграфска агенција во Скопје, ќе се создадат предуслови да во тој дел, условно речено медиумите под државна капа, да имаат еден избалансиран однос во пренесувањето на дел од информациите. Пред гласањето на 4 април, последните истражувања покажуваат предност на ГЕРБ на Бојко Борисов од речиси 4% поени пред опозицијските социјалисти. Посилна идна влада предводена од ГЕРБ, која ќе биде поотпорна на барањата на националистичките партии, се смета за опција која дава повеќе шанси за успех во разговорите, иако ветото дојде токму од владата предводена од ГЕРБ. Но има ли време, а и интерес за исчекор уште пред изборите? Идејата што сега ја промовираше нашето Министерство за надворешни работи, ја прифати како иницијатива Бугарското Министерство за надворешни работи со одговорот на нашиот акцијски план, е да имаме еден заеднички документ кој би го усвоиле на меѓувладината конференција, која ние претендиравме да се одржи што е можно побрзо. Од друга страна мора да имаме во предвид дека на 5 март почнува кампањата за бугарските парламентарни избори, така што она што го вели министерот Османи дека 99% е усогласен акцијскиот план, дава надеж дека можеме во овие следни неколку седмици да имаме таа меѓувладина конференција која ќе биде исклучително битна во подготовката на поволна атмосфера пред оние разговори за кои не крие пред се нашиот премиер, дека посакуваме да се случат во месец, веројатно мај-јуни, по промовирањето на новата бугарска влада.
Од бугарска страна досега се слушна барања за потпишување анекс на договорот за добрососедство, за протокол кон договорот, за вметнување на прашањето во преговарачката рамка. Па досега барем јавно остана нејасно како правно би се стигнало до решение што ќе го деблокира пристапниот процес на земјава. Инсистираше бугарската страна, јавно беа давани изјавите, ако ги читате и нивниот објаснувачки меморандум, но изјавите на председател на Бугарија Радев, инсистира да има посебно поглавје, како што е случајот со Србија. Тоа е 35-тото поглавје, кое постојано би го следело имплементирањето на договорот и на крајот, затоа што и тој процес е реверзибилен, секогаш да може да се навраќа комисијата која ќе следи имплементирањето на договорот на ова поглавје. Тоа од наша страна јавно беше посочено дека е неприфатлив принцип заради претходно изнесените аргументи. Ние сме свесни дека се што треба да направиме, а според мене клучот ќе биде околу заедничката историја. Но тоа во самиот договор сме го ставиле на мултидисциплинарната историско-образовна комисија. Таа, мислам дека ќе има во периодот кој предстои клучна улога во создавањето на амбиентот. Не да се форсира преку ноги да се носат решенија, но да биде продуктивна, да ги отвара прашањата, онака како што е методологијата договорена, врз основа на автентични документи, врз основа на извори кои се неспорни, но и во духот на европските вредности, да изнаоѓа решенија кои ќе се преточат не само во обелоденување на текстовите кои се усогласени за заедничко чествување на личностите и заедничките настани од заедничката историја, туку пред се да се имплементираат во учебниците по историја, географија и литература. Во македонско-грчкиот спор зимето беа потребни 10 години по ветото во Букурешт за во двете земји да дојдат влади спремни за решение. Ќе може ли побрзо да се склопат коцките во македонско-бугарскиот спор, имајќи ја предвид набиената изборна агенда во двете земји оваа година? Реално не имаме, според мојата проценка, шанса да го направиме првиот пробив по изборите во Бугарија, тоа значи мај-јуни, потоа се влегува во предкампања и кај нас за локалните избори, но да не заборавиме, и во Бугарија има други избори, тоа се претседателските избори. Ако не успееме во овие 2 месеца, втората шанса ни е ноември-декември. Мислам дека реално имаме шанса да го направиме тоа оваа година. Или ако сакате до крајот на мојот мандат, кој е 1 декември оваа година, реални се шансите да дојде до компромисно решение, затоа што да делувам на крајот оптимистички. Сепак сме близу до изнаоѓање на формула каде што и едната и другата страна. Некои решенија можеби на прв поглед ќе изгледаат дека се поголеми отстапки од едната или од другата страна, но јас сум убеден дека Бугарија конечно има кристално јасна наша позиција, каде ние, условно речено, не сме подготвени да попуштиме, и тоа ме храбри, нивното препознавање или нивното потврдување на она што беше неспорно, дека може да биде првиот сериозен чекор кон праќањето на довербата.